Авторот на книгата Градовци од дамнина за вечина, новинарот Венцо Донев, организираше достојна промоција на првата монографија за неговото родно село, на која присуствуваа голем број градовјани, гости од општината и пошироко. Настанот се случи пред црквата Света Тројца во Градовци, а за содржините во монографијата зборуваше големото новинарско перо во Македонија Блаже Миневски, кој воедно е и рецензент. Бев пријатно изненаден кога ја прочитав монографијата, затоа што не можев да предпоставам дека толку многу материјал може да се собере за едно село и толку тоа добро да се обработи, како што го направил тоа колегата Донев. Така што мислам дека станува збор за една многу интересна монографија која би можела да влезе во еден потесен круг на монографии во Македонија кои се обработени на еден навистина сериозен и добар новинарски стилистички начин. Концепирана е на еден многу интересен начин со тоа што сите поглавија се однесуваат на одредени теми и проблеми, односно настани во селото, а не хронолошки, така што мислам дека се чита многу добро. Има многу податоци, меѓутоа не е оптеретена со податоци и може на некои места дури да се чита како еден роман за селото, како една духовна состојба на селото, кој што на моменти дури по некои настани и по некои опишани состојби ми наликува на некои парчиња од романите на Петар Андреевски или на Стале Попов. Така што мислам дека ваков тип на монографии кои што се однесуваат на историјата на селата, несуваат една битова димензија во сето тоа и како текст и како третман на темите и мислам дека е добар пример вакви монографии да се појават и за други села во Македонија. Извадоци од книгата читаше мајсторот на монодрамата Доне Донев. Книгата во која на 260 страници се поместени значени историски и актуелни информации и податоци, е илустрирана и со над 200 фотографии, е издадена во рамките на манифестацијата Кочани град на културата 2012. Празник е и верски празник е денес за Душница. И инако е празник, бидејќи ова е прва монографија од постоењето на Градовци, односно од кога датираат првиот запис 1381 година. Па очекувам да се изнесат некои нови сознанија во врска со историјата на Градовци, на Кочани и на Македонија, бидејќи некои податоци се стрекаваат за прв пат. Понатаму очекувам уште попролабочена работа за некои работи што немаше време сега во иднина да се направат и да покажам некои документи кои во овој период не успеав да ги набавам, знаеме кај се. Инаку, самата книга, самата монографија содржи неколку целини, односно преданијата за постанокот на селото, потоа демографската слика е пренесена на Градовци, на Кочани и кочанско целокупното живење од дамнината до сега, исто така и на Градовци. А Градовци е поделено во повеќе целини, значи имаме спорт, култура, поезија, резбарство, зографство, забавен живот, сликарство и така натаму. Па дури еден дел во кој во Градовци не се може, тоа професорката Љубинка Донева убаво го има обработено во едно стручно издание за прекарите. Викат, ако не знаете во Градовци како некого да најдете, кажете го неговиот прекар. Во културно-забавниот дел Ангела Стефановска на виолина и групата Pink Floyd Проект Македонија создадува пријатна атмосфера и уживање на присутните. Венцо Донев не ја криеше возбудата поради промоцијата на првата монографија за Градовци, зашто благодарност се изрази до локалната самоуправа на општина Кочани и градоначалникот Радко Димитровски, како и до неколку приватни фирми од Градовци и пошироко кои